Ова не е прв пат кандидатката на Зелената партија Џил Стајн да се кандидира за претседател на САД. Во 2016 година Стајн доби нешто повеќе од 1% од гласовите. Многу демократи веруваат дека тие гласови ја чинеле Хилари Клинтон претседателската функција. Во Мичиген, на пример, Доналд Трамп ја победи Хилари Клинтон со помалку од 11.000 гласови, додека Стајн доби над 50.000 гласови. Некои експерти велат дека не е јасно оти сите гласови за Стајн би биле за Клинтон. I just don't think it's as easy to say. Мислам дека не би требало да се каже, таа личност само краде гласови, затоа што не знаете какво би било однесувањето на тие гласачи доколку навистина беа принудени на само 2 избора. Слична ситуација имаше во 2000 година, кога кандидатот на Зелената партија Ралф Нейдер освои речиси 100.000 гласови во Флорида, а Џорџ Буш го победи Ал Гор со само 537 гласови. Проблемот со оваа формула е во тоа што кога имате избори кои се доведуваат во прашање, предпоставувате дека вториот избор на луѓето навистина би бил важен. И мислам дека целиот овој модел е погрешен. Луѓето кои избираат да гласаат за кандидати од трета страна, тоа го прават од сопствени независни причини. Тие се толку многу огорчени од постоечките партии што всушност создаваат протестен глас. Сепак, демократите повторно изразуваат загриженост дека Стајн би можела да влијае на овие избори, во некои случаи обвинувајќи ја дека работи на подкопување на Харис. Кога Гласот на Америка ја праша кампањата на Стајн, кодиректорот на прес-службата Сем Фајфел одговори велејки дека напад на кандидат од трета партија, цитирам, не е само напад врз демократијата, туку форма на потиснување на гласачите, за да се заплашат луѓето да не гласаат за она што тие сакаат или дури и воопшто да не гласаат. Но во одлучувачките сојузни држави како Мичиген, каде што има најголем број муслимани во САД, Зелената партија може да има поголемо влијание. Тоа е затоа што многу муслимани вознемирени од хуманитарната криза во Газа се лути поради поддршката на Бајден за Израел. Според извештајот објавен минатиот месец од страна на Советот за американско-исламски односи, 40% од муслиманите во Мичиген изјавиле дека планираат да гласаат за Стајн, додека 12% рекле дека ќе гласаат за Харис. Таа ќе земе повеќе гласови од Камала Харис, а демократите во сојузните држави каде трката е тесна не беа успешни да ја задржат надвор од гласачкото ливче. Значи, ако гледаме дека трката се сведува на неколку сојузни држави, таа има можност да влијае на денот на изборите. Истиот извештај исто така покажа дека повеќе муслимани планираат да гласат за Стајн наместо Харис во Висконсин и Аризона, држави каде што Џо Бајден имаше тесно водство на Доналд Трамп во 2020 година. Во изборна година каде што победникот ќе биде со тесно водство, гласовите на Зелената партија би можеле да направат разлика.